После донесување на одлуките од страна на владата на Република Македонија, 50 екипи на Државниот пазарен инспекторат се на терен во голем број на маркети, пилјари, аптеки, исто така тобака, сегде онаму каде што имаме пунктови на мало продажба. При тоа се констатирани повеќе неправилности, има неправилности во однос на означувањето на намалените производи, исто така има неправилности во однос на утврдувањето на маржите, цените, сметководствената евиденција. И да напоменам, наредна недела ќе бидат исто така посетени од страна на Државната пазарна инспекција и сите дистрибутери и увезувачи, најголемите оние кои се во Република Македонија. Казните се доста високи, да напоменам. Наредната недела ќе има изрекување на најнедисциплинираните, ќе има изрекување и казни према законите кои што работи Државната пазарна инспекција. Меѓутоа, да напоменам дека во Законот за трговија една од најновите мерки е затворање на одредени маркети. Значи, оние кои се најнедисциплинирани, можно е да има и одредени затворања. Тоа е работа исклучиво на Комисијата за заштита на конкуренција, е независно регулаторно тело и секое мешање во нивната работа значи попречување на нивното работење. Се надевам дека тие доста добро, професионално и стручно си ја водат својата работа и доколку утврдат такво да речам здружување, ќе има и казни предвидени во Законот за заштита на потрошувачи. Секако овие одлуки се донесени со цел да го заштитиме животниот стандард на граѓаните. Да напоменам дека опфатени се 102 групи на производи или преку 1200-1300 производи во различните маркети. Мора да се научат да бидат дисциплинирани трговците на мало и големо, да ги почитуваат мерките. Тие се наменети за граѓаните и ние како Министерство за економија и труд и Државна пазарна инспекција, онаму каде што ќе откриваме неправилности, недоследности на тие одлуки со кои се повредени правата на граѓаните, ќе бидат ригорозно казнети.